Хормоните играат огромно влијание врз нашето тело, нашите емоции и однесување, а честопати остануваат неразбрани. Денес во приказна ќе обработуваме токму оваа тема. Хроничен замор бил само еден од сигналите кои кај Ана укажале дека има хормонален дисбаланс. Таа за приказна ја сподели својата лична битка, која ви ја пренесуваме, чувајќи го нејзиниот личен идентитет. Пред да се воочи со испитувањето дека јас имам хормонален дисбаланс, имав многу потешкоти во однос на психофизичкото здравје и чувствата, односно како јас се чувствував. Почнаа симптомите кога ќе се вратев од работа или кога одев на работа, бев постојано уморна, дали беше наутро или навечер, јас постојано чувствував замор, мислев дека од обврските, нели едноставно од мислењето како да ги завршам работните обврски, и дека можеби од тоа е период и време, ама тој период траеше малку подолго време. Симптомите се средија кога јас почнав да пијам терапијата. Тоа е еутироксот кој што го пијам секој ден до ден денес наутро. Оваа моја приказна почна пред 6 години со тие минимални симптоми, меѓутоа за мојот организам и за било кој не се минимални, бидејќи да легнете и да станете со замор и да почувствувате срцебиење, едноставно да не можете во текот на денот да ги извршите обврските, навистина јас би рекла атомска бомба за организмот кога имаме хормонален дисбаланс. Симптомите ги чувствувала подолг период, па во консултација со матичниот лекар направила соодветни испитувања. Имав и насоници, срцебиење, па тука почна приказната за моето патешествие со хормоналниот дисбаланс. Ми открија дека имам Хашимото, односно вредностите на тироидната жлезда беа покачени минимално, да бев стимулирана и со терапија, и бев на ендокринолог, нели потоа следуваше гинеколог, дали јас имам некаков друг проблем и така натака. По примањето на терапијата, симптомите почнале да се средуваат. После ендокринологот јас посетив и гинеколог, и се утврди дека имам и покачен пролактин и дека имам покачен тестостерон. Со тоа што се зголеми мојата килажа, не бев фит како претходно и тоа дополнително ме направи да бидам анксиозна и посетував и психотерапевт. Па почна да се намалуваат и килограмите кога веќе почнав да го рестартирам мојот организам, да воведам здрави животни навики. И во консултацијата со гинекологот, нели, со ендокринологот, јас примав терапија за намалување на пролактинот. Терапијата што ми ја препорача лекарот, тоа беа Достинекс по одредена шема и терапија, спиринолактонот исто така, кој што ми ги кажуваше, нели, беа препорака од лекарот, јаката поддршка од семејството. Битката не е едноставна, ниту пак брза. Со советите од лекарите и правилна исхрана од нутриционист, таа успева да воспостави хормонален баланс на својот организам. Некако моето тело кога беше заробено од овој хормонален дисбаланс, излезе од тие канџи, се чувствував послободно и порелаксирано и посреќно. Имав друга перцепција за текот на животот, бидејќи тоа беше и психолошки, како што кажав, и физичка промена за мојот организам. Намалив килограми благодарение на нутриционист. Целиот наш ендокрин систем е составен од жлезди и хормони, кои комуницираат меѓу себе. Тој е еден од двата системи кои помагаат да се координираат функциите на нашето тело. Одржувањето на хормоните во текот на различно време и во различни ситуации е многу важно за нашиот опстанок и за нашата благосостојба. Хормоните се супстанции произведени од одредени жлезди во телото. Тие се транспортираат во телото преку внатрешни течности со цел да ги регулираат дејствата на клетките и органите. Изведуваат специфични биолошки функции и овозможуваат комуникација помеѓу органите и ткивата со цел да се регулираат физиолошките телесни функции, како што се варење на храната, дишење, сетилни перцепции, сон, лачење, формирање и развој, движење, репродукција и така натаму.
во однос на заболувањата што се јавуваат кај женската популација. Дел од причинителите спаѓаат и хормоните кои што се излачуваат од тироидната жлезда. Како и сите хормони кои што имаат огромно значење во одржување на равнотежата и доброто здравје кај жената, тука се и хормоните Т3 и Т4 кои што се излачуваат од тироидната жлезда и ТСХ кои што се излачува од хипофизата, практично од местото од каде што се излачуваат и останатите репродуктивни хормони, односно хормоните кои што се карактеристични за женското здравје. Заради тоа и кажуваме дека тие се неминовни и од извонредно големо значење за одржување на здравјето на жената. Самото женско здравје е диктирано од играта на хормоните, онаа симфонија на интеракции помеѓу мозокот и јајниците, конкретно. Отстапките во хормоналниот баланс водат во отстапки и во женското здравје. Пример за тоа е синдромот на полицистични овариуми, кој е состојба со која што индивидуата се раѓа, значи постои генетска детерминираност за појава на полицистични овариуми. Меѓутоа, диагнозата на полицистични овариуми можеме да ја поставиме тек после првите 8 гинеколошки години. Предходно, адолесцент под ризик од ПЦО, можеме да кажеме. Тие имаат влијание и врз менталното здравје. Влијаат на расположението, влијаат на емоциите и на когнитивните функции. Знаеме дека во одредени периоди од животот, како што се пубертетот, например, настануваат некои нормални варијации во хормоните и сето тоа се одразува на однесувањето кај личноста, исто така за време на бременоста, за време на постпородилниот период и менопаузата. Одредени природни флуктуации на хормоните знаат да дадат различни психолошки симптоми или пак да ги влошат веќе постоечките. Значи, влијанието на расположението е директно и силно. И затоа мора да имаме во предвид дека не секогаш расположението е само во главата, како што знаеме да кажеме, туку понекогаш е и во хемијата на телото, па така и некои ситни промени во хормоните, кај некои луѓе може да доведат до промена на нивото на енергијата, до појава на тага без причина, иритабилност, разразливост, нарушен сон и ред други симптоми. На некој начин, хормоните се хемиски насочувачи на нашето тело и целиот организам. Тие носат витални информации до клетките преку крвта. Влијаат само на одредени клетки или на целните клетки преку рецепторите. Тие се произведени од ендокрините жлезди и патуваат низ крвотокот до разни ткива и органи. Секој хормон има своја специфична цел, носејќи клучна порака до одредени делови од телото. Тестирањето на хормони е најдобриот начин да се утврди дали нивото на хормонот влијае негативно на вашето здравје. Хормоните представуваат хемиски супстанции кои што ги продуцираат, ги создаваат жлездите со внатрешно лачење, ендокрините жлезди, и тоа се фактички материи кои што влијаат врз функцијата на органите. Жлездите со внатрешно лачење, нивните клетки, ги продуцираат овие материи, овие супстанции, кои преку крвта се пренесуваат до одредени таргетирани клетки, ткива, односно органи. По состав, тие најчесто се протеини, било аминокиселини, пептиди, сложени протеини, или се липиди, односно стероиди. Многу жлезди го сочинуваат ендокриниот систем. Секоја жлезда која што продуцира советни хормони има одредена со тие хормони има одреден одраз врз работата на човечкото тело, било да е тоа дете, возрастен човек. Тоа значи дека од секој отстапување од функцијата на работата на внатрешните органи, функцијата од работата на срцето, виталните органи, на бубрезите, пулсот, температурата е регулирана фактички од овие хормони. Потоа растот кај децата е регулиран од жлездите со внатрешно лачење.
од хормоните кои што се лачат во хипофизата, тироидната жлезда, од хормонот на надвобрежната жлезда. Така да, се што ќе биде поинакво во функцијата на организмот, што отстапува од нормалното, е аларм дека нешто се случува со работата на жлездите со внатрешно лачење. Пубертетот носи промени и кај момчињата и кај девојчињата. Пубертетот е пресвртница во животот на една индивидуа, во вториот период кога децата најмногу растат. Кај девојчињата почнува после 8-та година, кај машките деца после 9-та година и трае одреден период, 2 до 2,5 години, кога настануваат најголемите промени во организмот. Промени во изгледот на телото, во висината, промени во обликување на телото, појава на акни кај некои повеќе, кај некои помалце, промена во однесувањето и се разбира осамосталување на една индивидуа која што дотогаш била зависна од околината, од родителите, од негователите, во една самостојна индивидуа која што може да се грижи за себе и да живее понатаму. Пубертетот и кај едните и кај другите остава белези во однос на промената на телото, значи промена во појава на секундарни сексуални белези, промена во изгледот, во однесувањето секако и нема некоја разлика дека повеќе или помалку изразена кај едниот или другиот пол. Мислам, и кај едниот и кај другиот промените се евидентни. Само што кај девојчињата тоа е порано, побрзо и затоа изгледа дека се разликува. И менопаузата кај жените и андропаузата кај мажите носат промени. Менопаузата кај женскиот пол е период кој што се одликува со многу промени во однесувањето, во изгледот, во здравието. Меѓутоа, нити машкиот пол не е поштеден, иако се така наречениот посилен пол, меѓу 40-та година до 55-та, кај нив има еден период кој што исто се нарекува андропауза, или промена во се однесува со промена во однесувањето, промена во моќта, било да е тоа физичка способност, сексуална, воопшто сето тоа е резултат не на годините, туку е резултат на промените од жлездите со внатрешно лачење. Тестостеронот кој што во пубертетот нагло почнува да расте, во текот на менопаузата, односно андропаузата, се намалуваат половите хормони кај жените и кај мажите, значи тоа влијае врз целокупната физичка состојба. Го менува изгледот на телото, се зголемува телесна тежина, опаѓа мускулна маса, воопшто се менува организмот. Хипоталамусот, хипофизата и епифизата се наоѓаат во нашиот мозок. Тироидната и паратироидната жлезда се наоѓаат во вратот. Тимусот е меѓу белите дробови. Надбубрежните жлезди се наоѓаат на горниот дел од бубрезите, а панкреасот е зад стомакот. Јајниците ако сте жена или тестисите ако сте маж се во карличниот регион. Постојат многу жлезди со внатрешно лачење. Ако се обрнеме како музичари, ќе речеме дека диригент е хипофизата, жлездата сместена во посебен дел од главата, во мозочното ткиво, окружена со мозочно ткиво. Потоа таа со своите хормони ја диригира функцијата на другите жлезди со внатрешно лачење и работата на органите. Моторот на организмот, на телото, на човекот е тироидната жлезда, жлездата која што е сместена на подот на вратот, на долната третина. Потоа, функцијата на внатрешните органи и воопшто регулацијата на електролитите се врши преку надбубрежната жлезда, која што е сместена над двата бубрега, жлездите со половите жлезди кои што лачат полови хормони, значи кај жените овариумите, кај мажите се тестисите и така натаму. Пролактин е хормон кој што го лачи хипофизата, а млечните жлезди се целта на пролактинот. Тој е многу важен хормон во репродукцијскиот циклус на човекот. Покачените вредности на пролактинот се најчеста причина за неплодност кај мажите и жените. Кортизол е хормон кој зголемено се излачува во моменти на физички или ментален стрес. Кортизолот, познат како стрес, хормон кој што
знае значително да влијае нели на нашето расположение, тој кога е во нормални нели акутни повишени нивоа ни помага да се справиме во стресни ситуации, но кога е хронично повишен знае да не доведете во такви ситуации да сме лесно иритабилни, прагот на толеранција да ни е намален, да не нервира се нешто, да ни е нарушен сонот, понатаму и апетитот исто така. Кортизолот влијае и на серотонинот и на допаминот, нели оние невротрансмитери кои што ги поврзуваме со чувството на среќа и задоволство, да, а нивното намалено ниво па се поврзува со појава на тага, со пад на мотивацијата, на губење на интерес и депресија. Така да не е само кортизолот, ќе ги спомнам и естрогенот и прогестеронот, значи жените особено знаат како во ПМС падот на естрогенот знае исто така да предизвика иритабилност, да предизвика понекогаш појава на тага без причина и така натаму, или во менопауза жените ќе ви кажат ги губам нервите или почнав да заборавам, така да имаат влијание исто така и на когнитивните функции, како што кажав, вниманието, фокусот, помнењето. Прогестеронот спаѓа во групата стероидни хормони. Тоа е женски полов хормон кој што заедно со естрогените учествува во регулација на менструалниот циклус. Што се хормоните? Хормоните се сигнални молекули кои што се излачуваат од ендокрините жлезди и носат одредени пораки, или малце поедноставно кажано, тоа се хемиски гласници кои што ги излачуваат ендокрините жлезди, жлезди со внатрешно лачење, кои што имаат за цел одредена информација да донесат до одредени клетки и ткива. Во тие одредени клетки и ткива постојат одредени рецептори кои што се специфични за самите хормони. Овие хормони ги препознаваат тие рецептори кои што практично ми отвараат портата да влезат до местото на кое се претпоставени да одат. Ова подразбира дека хормоните може да влијаат како на клеточно ниво, така на самите ткива, меѓутоа може да влијаат на многу пошироки делови од организмот. Хормоните се едни комплексни, иако градбата нивна е едноставна протеинска, представуваат едни комплексни соединенија кои што вистински започнаа веројатно да се изучуваат во минативе 20 години, како што напредуваше медицината. Можеби јас сум пристрасна како ендокринолог, верувам дека сите од гледачите ги сметаат за најважни органи, како органите како срцето, мозокот, бубрезите, црниот дроб, меѓутоа хормоните се еднакво значајни. Иако овие органи кои што ги набројав се главните состојки на рецептот наречен тело, тогаш хормоните се оние тајни состојки зачини кои што го оформуваат нашето постоење. Без нив дефинитивно нашиот живот не би бил една ваква сложена, комплексна, совршена хемиска равенка. Ево таа насока, кои хормони каква функција имаат во нашиот организам? Постојат над 50 хормони за кои што знаеме. Веројатно немаме време денеска да ги спомнуваме сите, меѓутоа оние главни најпознати кои што можеме да ги кажеме, а пред да ги кажеме нив мора да се запознаеме и со жлезите кои што ги лачат, затоа што тоа е еден префинет систем на мрежно функционирање. Главната жлезда, како што ја нарекуваат, хипофизата, јас се нарекувам уште диригент на преостанатите ендокрини жлезди. Таа е онаа жлезда која што е сместена во главата, позади вкрстувањето на очните нерви и преку така наречени стимулативни хормони ги контролира другите ендокрини жлезди. Во смисол, ако лачи повеќе од овие хормони, преостанатите ендокрини жлезди лачат повеќе од нивните, доколку ги собере хормоните и не ги лачи, тогаш преостанатите ендокрини жлезди лачат помалку. Оваа жлезда диригент лачи повеќе хормони. Едни од нив се гонадотропините, тоа се ФСХ и ЛХ или фоликулостимулирачки лутeinизирачки хормон, кои што ги мотивираат овариумите или јајниците и цистисите да функционираат. Тука е ТСХ или тироидно-стимулирачкиот хормон, кој што ја контролира тироидната жлезда, АЦТХ адренокортикотропниот хормон, кој што ги контролира надбубрежните жлезди. Тука е пролактинот, хормонот кој што е вклучен во доењето и во самото породување. Тука е окситоцинот или хормонот на љубовта. Тука спаќа антидиуретичниот хормон, кој што е одговорен за концентрација на урина. И секако хормонот за раст, кој што, самото име кажува каква функција има. Ако се симнеме анатомски надоле, следна е тироидната жлезда, верувам на сите нас е добро позната.
Во денешно време таа се представува во форма на пеперутка, меѓутоа она што мислам дека помалку луѓе веројатно го знаат, дека името доаѓа од зборот тиреус, кој што означува штит. Ние ја нарекуваме и штитна жлезда, тоа е затоа што во античка Грција штитовите биле во таа форма. Наједноставно може да кликнете на Google слика од Ахил во филмот Троја или Бред Пит. Тироидната жлезда ги лачи FT3 и FT4, тоа се хормоните кои што буквално влијаат на целиот метаболизам и целата хомеостаза. Покрај тироидната се најчесто 4 паратироидни жлезди, кои што лачат паратироиден хормон. Нивната функција нема апсолутно никаква врска со тироидната, името го добила само заради локализацијата, а паратироидните жлезди и паратироидниот хормон се вклучени во метаболизмот на калциум, неорганските фосфати и се повеќе заслужено по испитувањето витамин D3. Ако се спуштиме надоле, тука ни доаѓа веќе панкреасот. Панкреасот е за мене орган, жлезда која не добива доволно внимание, затоа што таа е воедно и ендокрино и екзокрина жлезда. Значи, изучуваат две фракции од интерната медицина, ние ендокринолозите и гастроентерохепатолозите. Од ендокринолошка перспектива, панкреасот лачи инсулин. Тоа е хормон кој што е одговорен за регулирање на шеќерот во крвта, меѓутоа лачи и глукагон. Тоа е хормон кој што практично го подига нивото на шеќер во крвта и оваа фина рамнотежа на инсулин-глукагон е нешто што модерната медицина се уште не успеала да го достигне до тоа ниво како што го калкулира панкреасот. Покрај овие два хормони, тука е и соматостатинот, познат како инхибиторен хормон или хормон кој што по потреба ги инхибира овие претходни два хормони. Исто така, да речеме на слична висина, се наоѓаат надбубрежните жлезди. Тоа се жлезди кои што имаат многу важна функција во телото, повторно името им е заради нивната локација, затоа што се поставени над двата бубрези. Поделени се на периферен дел кортекс и внатрешен дел или медула. Периферниот дел кортексот лачи кортизол, хормон кој што ни е многу познат, лачи алдостерон и лачи прекурсори од кои што започнува каскадата на синтеза на половите хормони. Медулата средината го лачи адреналинот, кој што заедно со хипофизата уште еднаш ни ја покажуваат интимната поврзаност на хормоните со нервниот систем. Под надбубрежните жлезди, нели во висина, ако продолжиме, се наоѓаат овариумите, јајниците или тестисите, кај жените и мажите. Кај жените овариумите секако лачат естроген, хормон кој што е нели повторно под контрола на хипофизата, но е ФСХ и ЛХ, истото важи за тестисите кои што лачат тестостерон. Ова се главните жлезди кои што лачат многу познати хормони, меѓутоа во последно време се се поактуелни оние подзаборавени ендокрини ткива или органи. Едно од нив е масното ткиво. Масното ткиво во принцип игра многу важна улога во нашиот организам. Исто се подразбира вишокот или дефицитот на масно ткиво, подразбираат одредени нарушувања. Меѓутоа, масното ткиво го лачи лептинот, тоа е хормон на ситоста. Масното ткиво може да лачи естроген и може да лачи прекурсори на тестостерон. Тоа значи вишок на масно ткиво би имало вишок на естроген или вишок на тестостерон кои што би предизвикале многу несакани ситуации во нашите тела. И масното ткиво, меѓу другото, е во негативна релација со инсулинот, односно инсулинската резистенција. Тоа значи дека вишокот масно ткиво е тежнува функцијата на самиот инсулин. Покрај масното ткиво, се повеќе внимание се обрнува на гастроинтестиналниот систем, затоа што се свати дека постојат многу хормони кои што и тоа како влијаат на нашиот метаболизам. Секако еден од нив е грелинот, хормонот на глата, оној негативниот кој што е во постојана борба со лептинот. Тука се секретините, меѓутоа тука се и GLP-1 молекулите. Верувам дека се широко познати на јавноста по новите лекови, меѓутоа тоа се молекули кои што природно стимулираат секреција на инсулин, го блокираат оној глукагон кој што веќе го спомнавме и даваат чувство на ситост во стомакот. Значи ни овозможуваат да одржиме подобра телесна тежина. Од тука нарушување на овие молекули или воведување на овие нови лекови доведува до одржување на телесната тежина. Бубрезите е многу изненадувачки за сите, меѓутоа исто лачат хормони. Еден од нив е еритропоетинот кој што стимулира созревање на црвените крвни клетки. Меѓутоа бубрезите лачат и ранин, хормон кој што е одговорен за притисокот, како и ја активираат формата на витамин D3. И епифизата е жлезда која што лачи мелатонин. Тоа ни е, верувам, доста познато во денешно време. Ова е некако сумблимат на главните, иако не се сите 50, меѓутоа верувам дека навистина немаме време за сите. Сега би сакала да се навратам на оној период кога сите ние поминуваме во одредени животни фази и во тие животни фази нашите хормони се менуваат
и влијаат и на нас, а воедно влијаат и на сите околу нас. Да, хормоните се повторно вмешани во сите овие процеси. Во самиот пубертет, веројатно еден од оние фази кога многу го чувствуваме ние околу, настанува постепено, ама сериозно зголемување на половите хормони, кај женските естрогенот и прогестеронот, кај машките тестостеронот. Тоа во принцип значи дека заради зголемување на овие хормони се оформуваат тие секундарни полови карактеристики кои што ја даваат финалната дефиниција на машкото и женското тело. Кај женските растат гради, почнува менструација, кај машките расте брада и почнува производство на сперма. Повторно, хормоните се оние последни зачини, тајни состојки кои што не прават тоа што сме во смисла на половите карактеристики. Заради флуктуацијата и зголемувањето на овие репродуктивни хормони настануваат оние промени во однесувањето, затоа што репродуктивните хормони директно влијаат на мозочната хемија и невротрансмитерите. Бременоста е уште подраматичен нагол пораст на три хормони, тоа се HCG, хуман хориогонадотропин, на естроген и прогестерон. HCG е хормонот кој што е одговорен за кој што дава поддршка на развојот на фетусот, ама е одговорен за онаа фамозна утринска мачнина. Бременоста е навистина една авантуристична епизода која што телото е спремно да ја издржи, само нели заради сите оние хормонски промени во телесна тежина е навистина понекогаш тешко за жената да ја издржи и потребна е таа социјална поддршка. Менопаузата и андропаузата се две навидум слични, а сепак различни состојби. Менопаузата е состојба во која што репродуктивната фаза на жената практично завршува, доаѓа до позначително намалување на естроген и прогестерон, кое што неминовно исто како во пубертетот, сега во обратна насока носи промени во расположението. Покрај промени во расположението, кај жените следат и многу промени во телесниот изглед, во телесниот состав. Заради тоа се потребни веројатно се повеќе испитувања, иако веќе се оформуваат протоколи за работа со жени во менопауза, затоа што се смета дека оваа фаза од животот на жената веројатно е медицински најпредизвикувачка, а до сега не и се обрнувало доволно внимание. Андропаузата е фазата која што мажите можеби не ја прифаќаат, меѓутоа таа е реалност. За разлика од менопаузата, намалувањето на лачењето на тестостерон е многу поспор. И кај мажите не престанува производството на сперма, само е намален квалитетот и количеството. Кај нив најдоминантни тегоби, симптоми, се намалено либидо, намалена ерекција, меѓутоа и кај нив постои наталажување на масно ткиво доминантно околу стомакот и генерално зголемена телесна тежина, која што носи до замор и хроничен умор. Колку има вистина дека жените во менопауза, слично како и децата кога влекуваат во пубертет, поради хормоните знаат да бидат напнати, нервозни? Видете, мозокот има рецептори за половите хормони. Сега рачунете, вие сте цел живот на одредено ниво на одреден хормон, или естрогенот, дури го викаат змеот, е познат во општата култура поради непредвидливоста. Кога вие сте навигнати на едно нешто, 20-30 години, наеднаш тоа нешто го снемува преку ноќ, нормално е дека во целото тело ќе се десат промени. Затоа што самата хемија во мозокот се менува и тие промени во расположение што нас условно кажано толку ни сметаат се во принцип само врвот на сантата. Сите други промени кои што се случуваат кај жената се толку драстични и темелни да ни таа самата веројатно во тој процес не знае да ги објасни. Промените во расположението се незаслужено ги третираме како нешто лошо, затоа што, повторно ќе кажам, тоа е само врвот на сето што се случува. Треба да се обрне многу повеќе внимание со цел жената да остане здрава. Би сакала да споменеме колку начинот на кој што го водиме нашиот живот, колку исхраната, колку физичките активности, колку стресот може да имаат влијание врз хормоните и хормоналниот баланс. Голем дел од тие работи што ги кажавте, веројатно го опишуваат нашето секојдневие, за жал, во 21. век, секако дека влијаат од секој можен аспект. Затоа што хроничен стрес повлекува хронично лачење на зголемени количества на кортизол како примарен хормон на стрес. Кортизолот е хормон кој што прави повеќе нерегуларности во телото, меѓу кои таложење на масно ткиво околу стомакот, прави зголемена инсулинска резистенција и тука отвара врата за многу метаболни болести како диабетес, покачен крвен притисок и секако зголемен апетит кој што ќе доведе до зголемена телесна тежина. И сега стресот кај многу луѓе го отежнува спиењето. Тоа значи дека кога ќе имаме намалено спиење заради зголемен стрес, се лачат дополнителни стресни хормони и луѓето влегуваат во еден затворен круг од кој што е многу тешко сами да излезат затоа што не го препознаваат. Најчесто
се применува кон нешто брзо што ќе ни помогне за спиење, меѓутоа долготрајно тоа не е правото решение. Недостатокот на физичка активност значи помало лачење на серотонин и ендорфини. Тоа значи дека улежаноста не прави несреќни. Затоа што со редовна физичка активност осетливоста на рецепторите за овие хормони значително се зголемува. Тоа значи дека и при помали количини на серотонин и ендорфини ќе сме среќни кога вежбаме, наспроти кога лежиме и не правиме ништо. Храната е еден посебен предизвик во денешно време заради се поголемиот број на пестициди, се поголемиот број на преработена храна и мене кога ќе ме прашаат во амбуланта што е здрава храна, некогаш ми станува тешко да одговорам. Најлесно е да кажам дека потребно е да купуваме свежи овосја, зеленчуци кои што ќе ги приготвуваме дома, да лимитираме преработена храна, да лимитираме храна која што е препржувана, брза храна, затоа што таа храна води до дебелина, а дебелина е на врата кон многу модерни болести и хормонски дисбаланси. Има одредени нутритиви кои што и текако се многу здрави, меѓутоа за нашиот ендокрин систем не се здрави, не можат да влегуваат во нашата исхрана и да се пристапи индивидуално. Како по шема и како по клаузула да се даде некој план на исхрана не би требало, затоа што сите ние не сме исти, сите ние не влечеме исти проблеми и сите ние различно треба да реагираме на храната која што консумираме. Задолжително во такви случаи, покрај внес на одредени продукти, мора да имаме физичка активност, затоа што нашиот ендокрин систем и како подобро ќе функционира кога ќе имаме и физичка активност, значи здрава исхрана пред се, физичка активност и амортизација на стрес. Да, ќе кажете, многу е тешко во денешно време да се амортизира стресот, пошто на ваков или на наков начин сите сме ние обкружени со стресни ситуации, па и позитивниот стрес е стрес, меѓутоа и тие и како реагираат на стресот, меѓутоа со физичката активност и здравата храна нема да можеме да дојдеме до нешто што ќе биде пореметување. Да внимаваме да спиеме редовно, значи барем 6 до 8 часа, колку и ни е потребно, и пред се да направиме, откога ќе сознаеме дека имаме пореметување на некоја од жлезите на ендокриниот систем, првично се прави детокс на организмот. Сите се фаќаат околу селекција на исхрана, меѓутоа ние мораме целосно да направиме детокс. Кога ние имаме здрава подлога со здрава храна, тогаш можеме да делуваме на пореметувањата кои што се предизвикани со нарушување на едно од жлезите од ендокриниот систем. Храната и како влијае врз самиот начин и она што сакаме да го решаваме. Одредени нутритиви го подобруваат самиот метаболен систем, а воедно и делуваме и на самите хормони позитивно во зависност од тоа што треба да решаваме. Апсолутно да, храната е основната база за решавање на многу здравствени проблеми, меѓу кои што и хормоналниот дисбаланс во организмот. Има продукти кои што и како треба да се внесуваат. Избалансирана исхрана навнесна сите потребни елементи, значи и протеини, и масти, и корисни аглихидрати, пред се сезонско овошје и зеленчук, со селекција нормално, многу течности, и кога би одвоиле како би било сето тоа, би рекле дека за одредени хормонални пореметувања многу е важен оревот, бидејќи секојдневно го има на нашите пазари, бразилскиот орев да не го заборавиме, одредени нутритиви во однос на корисни протеини, кои што ќе придонесат особено рибата, која што и како влијае медитеранскиот начин на исхраната, корисните јаглехидрати и житарки кои што во себе се комплексни и го подобруваат натрешноста и ги смируваат метаболните промени кои што настануваат во самиот организам. И нормално селекција на сезонско овошје и зеленчук, многу вода и течности, затоа што многу малку пијат вода на овие простори, па еве да напоменеме дека без се можеме, дека без вода не можеме.
и да се направи уравнотеженост, индивидуален пристап во однос на секој оној кој што има било какво пореметување на било која жлеза од ендокриниот систем. Секако се забранети одредени продукти, особено индустријска храна, храна која што е преработена, храна која што во себе содржи големо количество на индустријски шекери, алкохолни пијалоци, кофеински пијалоци, енергетски пијалоци, оние кои што имаат проблем со внесување на никотинот, исто така влие врз хормоните и во целата проблематика што треба да решиме, мораме да имаме индивидуален пристап и да знаеме со што располага организмот и од ендокринолошка, и од биохемиска, па и од микробиолошка подкрепа, за да имаме пореални резултати во однос на правилен план на исхрана за да се реши. И преку ноќ, кога се нарушени хормоните, без разлика дали се решава и со храна или со подпомогање на медикаментска, пошто во одредени ситуации мора да се зема медикаментска терапија покрај храната, морам да напоменам дека преку ноќ не може да се средат толку брзо хормоните, дека оној кој што е истраен, кој што има 3 или 5 оброка дневно, во зависност од тоа што сакаме да решаваме, успехот е гарантиран во колку има дисциплина, посветеност, да јаде, да има адекватен план на исхрана и нормално да биде избалансирано со потребност на внес на сите нутритиви, значи да не се подвргнуваме на некои импровизирани, исчитани диети или планови на исхрана или некој практикувал, решавал проблем одреден хормонален со одредена храна и тој да ја практикува на својот организам, затоа што може да има уште пострашни контраиндикации. За сите оние кои што решаваат таков ендокрин систем, бидете истрени, упорни, ќе се исплати ако се пристапи правилно кон решавање на проблемот кој што го имаме. Тироидната жлезда игра голема улога во метаболизмот, растот и развојот на човековото тело. Помага да се регулираат многу функции на телото со постојано ослободување на тироидни хормони во крвотокот. Сместена е во предниот дел на вратот и се верува дека има облик на папиротка. Функцијата на тироидната жлезда е да зема јод и да го претвори во тироидни хормони – тироксин Т4 и триодтиронин Т3. Тироидните клетки се единствените клетки во телото кои можат да абсорбираат јод. Препораката за започнување со испитување на хормоните од тироидната жлезда започнува уште со самото раѓање на бебето. Значи, постои едно правило и еден закон во Македонија кој што наложува да бебето во првите 24 часа до 48 часа од раѓањето подлегне на исследување од тироидни, евентуално потенцијални тироидни заболувања. Што значи дека првиот преглед на тироидните хормони настанува уште веднаш после раѓањето. Следната препорака за испитување на хормоните е доколку постои фамилиарна предиспозиција, односно најчесто бидејќи оди по женска линија секој заболување, да се испитаат во периодот кога е пубертетот, а понатаму и како што старее жената, односно ако има потреба во периодот на репродукција, а потоа и во периодот на перименопауза, односно менопауза. Значи имаме еден следствен тек од самото раѓање па во континуитет до целиот животен тек и зрела доба на самата жена. Жените се позасегнати со проблемите поврзани со тироидното здравје. Територијата на Република Македонија се смета за подрачје со намалено количество на јод и затоа во 1999 година е донесена законска регулатива според која прехранбената сол мора да биде јодирана со калиум јонат, односно 20 до 30 мг јод на 1 кг сол. Жените се тие кои што за жал доминираат тироидните заболувања. Последната статистика вели дека еден маж е наспроти 10 жени. Што значи дека процентот апсолутно се гледа во чија полза оди.
Неколку причини може да бидат. Првите причини се повторно врзани со другите хормони од репродуктивниот систем, односно она што кажав поврзани со местото од каде што се излачуваат и останатите гинеколошки хормони, самиот ТСХ. Второ, самиот стрес влијае, а жените како понежен пол, односно со поизразени емоции, полесно се подлежни да ги развијат овие заболувања. За жал, Македонија спаѓа во ендемско поднебје, значи поднебје кој што до пред 50-тите години имало проблем со јодот, кој што е основен елемент за да може да имаме нормална функција на тироидната жлезда, и од тамо почнува голем процент на заболувања на тироидната жлезда. Со години старите професори се бореле да можат нешто да направат за да се изрегулира целата состојба и на тој начин е донесена одлука да се јодира еден препарат во исхраната, и тоа е кај нас солта. На тој начин јодот се внесува преку јодираната сол и се заменува, односно на еден начин искоренува целиот проблем со тироидеата со години. И велиме дека веќе не е проблем јодот, меѓутоа сите останати фактори повторно може да влија да состојбата се враќа. Па генетиката, ако е една причина за овие заболувања, следното повторно би бил стресот, би бил начинот на живење, сета околина околу нас што ја имаме, која што не обкружува и може да направи проблем со тироидеата, и со право веќе се кажува дека повторно имаме една епидемија, така наречена епидемија на тироидни заболувања. Храната може да има влијание врз хормоните и може да предизвика одредени промени. Доколку се конзумира храна која што содржи премногу јод, тогаш можеме да кажеме дека има влијание, односно може да се блокира така наречената јодна пумпа, односно да се наруши оската тироидеа хипофиза. Што значи не даваме препораки за постојано внес на производи кои што содржат големо количество на јод, и ако на времето се практикувало да се конзумираат мед со млади оревчиња или ликери со млади ораси, тоа било во периодот кога немало доволно јод, односно кога не сме имале јодирана сол. Сега кажуваме дека тоа е апсолутно непотребно, односно може да се направи проблем. Останатата исхрана се поврзува со една група на заболувања од тироидеата, тоа се автоимуните заболувања, односно познатиот Хашимотов тироидит, кој што дава препорака Светската здравствена и ние во последно време да се намали, односно избегне храната која што е богата со глутен. Значи не е препорачливо комплетно безглутенска исхрана, бидејќи тоа па може да не насочи во сосема други проблеми, меѓутоа барем да се намали внесот на глутен кај оваа група на пациенти. Посебно за децата, многу е важно да јадат правилно, доволно и разновидно. За возрастните секако исто е тоа битно, меѓутоа детскиот организам треба да содржи секаков тип на исхрана. Од протеини, јагле хидрати, липиди, овошје, зеленчук, месо и така натаму. На жалост, оваа храна во денешно време, која што ние ја консумираме, не сме сигурни дека ги исполнува сите стандарди на правилна, квалитетна исхрана. Не велам дека некои не произведуваат правилно, меѓутоа секогаш постојат опции за подобрување, така наречено, на квалитетот со додавање на супстанции кои не се соодветни за детскиот организам, нити пак за возрастните понатаму. Потоа, дури некоја храна, како што е месото, содржи голем процент на хормони, кои што, нажалост, се одразуваат врз детскиот организам со појава на секундарни сексуални белези во возраст кога не треба да ги има, значи пред појавата на пубертетот, регуларниот период на појава, пилешкото месо, јајцата, храна богата со емулгатори. Дури има и еден друг податок дека храната која што е пакувана во пластика исто има сличен одраз, затоа што пластиката по својот хемиски состав многу наликува на половите хормони. На жалост, организмот не може таа да разлика диференцира и има одраз врз детскиот организам.
Тироидната жлезда е под контрола на хипофизата, мала жлезда сместена во основата на мозокот. Кога нивото на тироидните хормони Т3 и Т4 паѓа премногу ниско, хипофизата произведува тироиден стимулативен хормон ТСХ, кој што ја стимулира тироидната жлезда да произведува повеќе хормони. Под влијание на ТСХ, тироидната жлезда ќе произведува и лачи Т3 и Т4 со што ќе го зголеми нивото на крвта. Хормоните на тироидната жлезда ги регулираат виталните функции на телото, вклучувајќи дишење, пулс, централен и периферен нервен систем, телесна тежина, јачина на мускулите, менструалните циклуси, температура на телото, нивото на холестерол и многу повеќе. Зголемени вредности на тироидните хормони Т3 и Т4 доведува до состојба наречена хипертиреоза. Намалени вредности хипотиреоза. Во овие состојби вредноста на ТСХ е обратно пропорционална. Постојат две групи на заболувања на тироидната жлезда и така се препознаваат и самите симптоми кои што се карактеристични. Доколку постои физички проблем, тоа значи доколку имаме видлива промена, односно гушавост во предел на тироидната жлезда, тогаш се гледа како еден венец во самиот врат, односно се гледа дека тироидната жлезда е зголемена, или пак доколку постои некој нодус или цистична промена, и последното нешто нормално карцином на тироидна жлезда, тогаш тие се карактеризираат само со испакнатина на едната страна, евентуално на двете страни од тироидната жлезда. Тогаш симптоматологијата е проблеми пори голтањето, подкашлување, грепкање во грлото, непријатност при дишење и пациентот практично на тој начин се тера себе си да поиде и да се иследи. Доколку се засегнати хормоните, тогаш веќе настануваат поголеми проблеми кои што и побрзо ќе ги натираат пациентките да се јават на преглед, а тоа се доколку работи жлездата повеќе, се јавуваат симптоми на изразено слабење, течни столици, нешто што е поврзано со метаболизмот, понатаму општа вознемираност, нервоза, препотување, тремор, односно тресење на рацете и срцебиење, односно тахикардија. Доколку настанува обратната состојба, намалена функција на тироидната жлезда, практично се ова што го кажав оди во обратна насока. Се јавува наместо слабење, се јавува поправање, наместо течни столици се јавува тврда столица, наместо една еуфорија и нервоза се јавува една летаргија, незаинтересираност за околината, замор, поспаност и слаба работа на срцето, односно брадикардија. И во едната, и во другата група на функционални заболувања, значи дали е зголемена функцијата или е намалена, нешто што доминира и што го кажуваме бидејќи е поврзано со здравието на жената, се симптомите поврзани со менструалниот циклус. Тука секогаш имаме засегање на едни оскудни или нередовни циклуси или пак забрзани и обилни циклуси, во зависност дали имаме хипер или хипотиреоза. Така да штом се појави било кој од овие симптоматологии, од овие симптоми, најчесто велиме треба да постои тријас, барем 3 симптоми кои што ќе ги натера пациентите да побараат помош, првенствено од матичните лекари, а потоа и од нас специјалистите за тироидна патологија. Терапијата најчесто е доживотна. Најчесто терапијата е доживотна кај пациенти кои што имаат намалена функција на тироидната жлезда, тоа е хипотиреозата. Иако во последно време и тука сме среќни кога успеваме да ја намалиме дозата и на моменти да ја исклучиме. Меѓутоа, генерално повеќе од 90% остануваат на доживотна терапија. И таа е само кај хипотирозите. Другата група, кај хипертирозите, имаме излекување, и тоа трајно излекување, меѓутоа не пократко од 1 година. Значи мора лекувањето да трае најмалку 1 година за да болеста ја ставиме во ремисија, односно да биде под контрола. За да дојдеме до терапија, треба да имаме добра дијагностика. Секогаш започнува прегледот со разговор со пациентот, добра анамнеза, клинички, значи да се огледаме што се случува, палпација, значи да се испалпира тироидната жлезда и да се види што се случува со нејза. Потоа се прави ехосонографски преглед, се прави лабораторија со тироидни хормони и антитела тироидни, за да се докаже дали постои автоимуна природа на заболувањето. Се прави евентуално скенирање и биопсија на тироидната жлезда, доколку постои потреба, односно на ехото сме виделе некаков нодус или чвор,
кој што може да биде цистично променет, па да докажеме дека е тоа течност и да ја евакуираме течноста, или да докажеме дека станува збор за малигна болест и потоа пациентот да го патиме кај градните хирурзи за хируршка интервенција. Кога хормоните се во рамнотежа, се чувствуваме витални и здрави, додека хормоналната нерамнотежа може да предизвика низа непријатни симптоми, како што се замор, промени во расположението, проблеми со кожата, па дури и проблеми со плодноста. Одржувањето на хормоналната рамнотежа бара постојани промени во животниот стил кои го поддржуваат целокупното здравје на телото. Да практикуваме некој здрав животен стил, да имаме редовна физичка активност, да имаме добро избалансирана исхрана, редовен и квалитетен сон, понатаму да знаеме можеби техники за менаџирање на стресот, како техники за релаксација, техники на дишење, йога, медитација и така натаму. Секако потребно е понекогаш да се консултира и доктор, значи ендокринолозите и гинеколозите се, да речам, надлежни за решавање на хормоналниот дисбаланс, меѓутоа ние психолозите и така можеме да помогнеме во справување со менталните и емоционалните последици кои што може да настанат од тој хормонален дисбаланс, на тој начин што и помагаме на личноста да ги разбере своите симптоми, да ги прифати, понатаму нудиме начини на справување, да речеме со тие емоционални изливи, со нетолерантноста, со одредени чувства како тага, како неконтролиран бес понекогаш. Понатаму можеме да понудиме помош при намалување на вината и срамот, кои што знаат често да бидат пропратнени или со овие симптоми. Балансирана исхрана, богата со здрави масти, влакна, витамини и минерали е неопходна за правилно функционирање на хормоните. Храната како што се јаткастите плодови, семките, зелениот зеленчук и рибата, богата со омега-3 масни киселини, се особено корисни за хормоналната рамнотежа. Редовната физичка активност, но не и претараната, помага да се одржи оптимално ниво на хормони, да се намали стресот и да се подобри расположението. Покрај овие препораки, многу важно е да се внимава и на сонот. Квалитетниот сон е пресуден за регенерација и правилно лачење на хормоните. Конечно, избегнувањето на прекумерно внесување кофеин и алкохол може дополнително да помогне да се постигне рамнотежа на хормоните. Веруваме дека и во оваа приказна споделивме корисни информации за вас. Довидување до следната емисија.